облечени во мајци на кои пишува и јас сум терорист, скандирајќи Македонија, Македонија. Штипските советници од ВМРО ДПМН демонстративно ја напуштија денешната седница. Македонија, Македонија, Македонија вечна. На овој начин, тие го искажаа својот револт за приведувањето и апсењето, на како што рекоа луѓето кои го бранеле уставот на државата. Советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија одлучи да не присуствува во работењето на седниците на Совет, како реакција и одговор на приведувањето и апсењето на луѓето кои што го бранеа уставот и суверенитетот на Македонија во време кога се ослободуваат сторители на тешки кривични дела, убиците на децата од Смилковско езеро. Откако советниците ја напуштија салата, преседателот на Советот Јане Миланов, одговорницата порача дека тој како советник не сака да навлегува во правните квалификации за лицата кои се приведени, но надлежните треба да истражат зошто и кој на 27 април изврши упад во Македонското собрание. Премногу се свежи луждите на листата на главите на Зора Заев, на Благој Бочварски, за да сега некој сето тоа релативизира и да бара подршка за лицата кои што судот треба да утврди колку и дали се виновни. За штипскиот градоначалник Благој Бочварски, кој на 27 април како пратеник беше меѓу повредените, напуштањето на редовната седница од страна на ВМРО ДПМН е чиста пародија. На 27 април на еден терористички начин, на еден начин со кој што го погазија и уставот и законите во Република Македонија, влегува во собранието на Република Македонија и беа учесници во еден срамен чин. Поради немање на кворум, денешната седница не се одржа.